е Тоше, една од најубавите детски песнички испеана на Златно славече во 1994 од денешната гостинка Сања Ристич. Добар ден и добре ни дојдовте. 22 години пројдоа од оваа песничка. Вие во меѓувреме не се занимававте со музика. Вашата професија е врзана со маркетинг. Така. Денеска сте сопруга, мајка на 6-месечниот Ијан и токму тоа ќе биде денешната тема. Вашата родителска приказна. Добро утро или добар ден веќе на Па нас. веќе мислам дека е добар ден на на мајките, мајките ние веќе и блиску до добро вечер. Да, благодарам на поканата и многу ми е чест и задоволство што сите изминати емисии, нели, гостувањето било друга тема, што професија, што мината професија. И сега ми е особено задоволство и чест дека ете за Ијан ќе гостувам во емисија. За вашата нова улога на мајка. Так. Какво би бе Ијан? Ијан е многу мирно и спокојно бебенце. Предпоставувам во тоа имаше голем допринос што јас добри пред бременоста, но и цела бременост посетував јога и се уште посетувам и медитации, така да и целата бременост ми беше спокојна и мирна, како последица од тоа мислам дека и неговиот карактер делумно е изграден. И сега секако, нели, како и секој бебенце промени, грчеви, стомачето, имаме навикнувања, но многу ми се допаѓа што е секогаш расположен, секогаш насмеан, каде и да шетаме, тој прв се насмевнува на луѓето, што нели бебенце прво треба го закачнеме за да се насмее. И е многу пријатен, значи адаптабилен. Така, рековте мирно бебе, но синоќе прв пат имавте проблем, така пред гостување. Така, да, многу интересно. Мајката да биде ненаспана. Да, интересно е што веројатно дали чувствуваат и мислам дека чувствуваат, нели, цела така, нив телепатијата и чакрите се многу попримливи отколку кај нас. Како да пречувствуваше дека треба да станам рано и да се спремам. Имав многу голем план, значи да посетам и фризер и така натаму, знаеш како е, сите планови се распаѓаат, тој команда како треба да биде. Ноќеска така чиста мира се разбуди околу 12 часот, до 2 си игравме. Сабајле во 6:30 повторно си се разбуди, се уште не спие, мислам дека сега не гледа. Сигурно не гледа, верувам. Да. Кога ќе се вратите, можеби ќе одморите доколку успее да заспие. Така. Да започнеме со бременоста. Мирна, спокојна бременост. Вие бевте веган. Така. Значи не јадевте месо во текот на бременоста. Може ли така да се одржи здрава бременост? Вака, значи бев поточно веган пред да забременам и всушност и тоа беше првиот знак како дознав дека нешто се случува со телото, бидејќи не знаев, нели. Одеднаш ми се појави чувство дека ми се пие јогурт. Нели, веган подразбира да не се јадат никакви млечни производи или животинско потекло. Ништо животинско потекло. Така, и многу беше чудна потребата што желбата ми беше толку огромна што морав да се сипам чаша јогурт, значи ми се немаше тоа случајно. Така сакам да кажам дека не треба толку умот да се прати што му е потребно на телото, така. Туку само треба се послуша телото. Значи во тој период предпоставувам нешто било потребно на телото од млечен производ, што толкова желба, буквално жед, како кога ќе се истрчате да речеме 5 километри кога ви се пие вода, нели го слушате телото дека е жедно. И после недела две дознав дека сум бремена. Значи во текот на бременоста останав вегетаријанец, не веган. Не веган, така. Затоа што имав силна потреба од млечните производи, односно си го слушав телото дека тоа му треба. Немав никакви проблеми, значи сето тоа е индивидуално, мислам дека некое тело издржува да не јаде месен производ, некое тело не. Знам случаеви кога нагло ослабува крвната слика и така натаму. Јас имав константно супер крвна слика со супер железо, протеини. Протеинот го има во многу повеќе други производи освен месото, значи не мора да го јадеме месото. Леќа, гравче, грашак и така натаму, печурки. Еве тука и оној момент исто што беше многу важен за вас. Вие цело време во текот на бременоста вежбавте.
Точно, да. Вежбам, значи, цел живот, не само сега да не испадне дека забременив па веднаш се префрлив на вакви вежби, биеќе шокантно малку така, во 8-9. не сме веднаш да се започнат со вакви вежби. Значи не дека во 8-9 месец. Имавте некој специјален режим на вежбање, адаптиран на бременоста? Да, часовите што ги посетував по пилата, значи не може било какви часови, нели, не може трчање и така натаму, беа адаптирани за бремена жена секако од 8-9 месец, веќе тоа не е истата физичка спремност, а и нели треба да се внимава на пределот на торзото, не може баш секоја вежба да се прави. Адаптирани вежби, но сакам да кажам дека поентата имав и некој да ја трача рубрика напади на Facebook, како тоа промовирате, некоја трудна жена би можела да се повреди. Поентата е што тоа не се започнува нели во 9-тиот месец од бременоста. Јас вежбам 20 години и ова е само мал дел каде што се адаптирам. Инаку за оние што прв пат вежбаат, препорачливо е бремени жени да вежбаат, но стриктно под надзор во консултација со доктор што ќе им препорача и со тоа како се чувствуваат. Самото тело ќе покажа дали тие се спремни за некој вежби или не. Така. Некој вела дека вежбањето го олеснува породувањето. Дали беше така и во вашата приказна? Не. Не, јас значи до 41 недела одев на работа, бев физички активна константно, значи еден ден пред породувањето 2,5 часа се шетав во парк, значи во 41 недела, повторно кажам. Воопшто тоа не беше случај за мене, имав многу голема желба да се породам природно, не успеав во тоа, 16 часа пробував, значи со контракции, ги држав и контракциите, со медитација, со дишење, со се можно што знаев од техника за да издржам, но не успеав во тоа. Зошто не успеав? Затоа што не сум јас некоја крупна градба, значи како што може да видите 50 кила жива мера, а бебето беше 4300. Така, големо бебе. И да, и малку беше не малку, него малку повеќе, беше невозможно низ таа карлица се протне толкава бебе од 56 сантими. И така да, после 16 часа трпење, моравме царски рез. Да. Како беше чувството? Бидејќи вие сте сопруга на ракометарот Дејан Пецаковски, тој во моментот не беше во Македонија. Значи во текот на бременоста тој беше во Тунис и во моментот на породувањето тој се уште беше таму. Како го споделивте чувството на радост и како изгледаше да се породите сама? Прво да кажам, недостасува, значи недостасува тоа љубов и внимание, иако најблиските ви се овде, сепак еден од најблиските сопругот не е овде. Дента на породувањето немав некој чувство дали некој овде или не е. Не знам ни јас кај бев, да. Но следниот ден секако накако нели тие и overwhelming чувства кои се појаваат и сите разиграни хормони недостасува. Тој секако дозна преку интернет, нели сега е добро што ни овозможуваат сите овие социјални медиуми да се споделиме се што имаме, да се слушнеме на Вибер, на Скајп и така натаму. Праќавте слики, видеа како изгледаше сето тоа? Уште вечерта, значи медицинската сестра на лице место нели документираше што се случува, значи тој е запознаен со Ијан од првите 5 минути кога Ијан се појави на овој свет, значи прво го видов јас, второ го видов он преку слики, да. Неговото доживување како што ми раскажува, значи бил во тотален шок. Тоа беше 12 часот највечер. Тој ми мислел дека веќе сум легната да спијам, дека ќе чекаме до утре са бајлето. Се шокирал и буквално замислете сам таму во туѓа земја, каде што не сте никаде, дознавате дека имате син. Тоа е таков шок, нели, што од чувства, што од возбуда, што не знаете што да превземете. Кога се слушнавме дури следното утро, си споделивме емоции, слики и така натаму, и тој Ијан го виде прв пат после месец и половина. А како изгледаше кога се вративте од болница сам? Имавте помош, кој беше со вас? На што требаше да се адаптирате на почетокот? Се вративме од болница и за прв ден влеговме во нов стан, со ново бебе, јас и Ијан, и првата ноќ ја помина се ново одеднаш. Во мојот ум некако се спремав дека се ќе биде многу полесно, но не беше толку лесно. Тука беше мајка ми првата недела да ми помага колку толку, бидејќи прво дете не знаете што правите. Супер што го донесовме, супер што цица и сега на what. Но после една недела веќе продолжив скроз сама и голем дел од периодов од овие 6 месеци сама се грижам за бебето, бидејќи така налага професијата на мојот сопруг, иако кога он е тука многу ми помага.
Да, значи буквално... Тој сега не е во Тунис, туку е во Битола. Туку е во Битола, да, игра за клубот. за Но сепак е во прашање работник. родителство на далечина. Да. Кои се предизвиците во една таква ситуација? Во една таква ситуација предизвикот е да има да сте трпеливи, бидејќи уште ако ја немате трпеливоста и меѓусебното разбирање, не правите ништо и не само што ќе си наштетите на вас како пар, туку најлошо ќе наштетите, таа енергија ќе наштети и на малиот, така да мислам дека сме договорени, цврсти, а и целата врска ни беше како на далечина, така да спремни бевме дека кога ќе дојде тој живот на овој свет и ќе треба одреден период и така да функционираме. Така да мислам дека сме навикнати. Се е навик. За се мислиш дека не можеш, но кога ќе дојде тој период кога се мора, баш и нема некој избор, па велите, па и не било, и така, не било толку проблематично. Дури па сега кога дома, што сум навикната со малиот се сама да направам, па кога имам дури помош ми е како гужва малку дома. Да, си имаме ред, си имаме процедури, си го следам редот како тој си го налага и се снаоѓам. Еве, каков е вашиот ред? Дали го доите бебето, кога воведовте дохрана, дали се советувате со други мајки, што да воведете прво како продукт во неговата исхрана и слично? Или мајчинскиот инстинкт е тука пресуден? На почетокот, нели, во целиот шок бев, не знаев што правам, нели, мајчинскиот инстинкт ќе те води што да направиш. Не знам кај да ме води, пошто не знам што да правам со детето. Да. Но и бев, нели, форуми, сајтови, другарки. На крајот, колку и да сакате се перфектно да изгледа, како што е, нели, по книга, by the book, како да се третира детето, сваќаме дека секој дете си е своја приказна и дека секој дете само си ги налага правилата, колку и да сакаме ние да го станеме во 8, легнеме во 7, капеме во 9, сепак тој си има свој редослед како тој си налага. И така, после 2 месеци од прилика го оставив тој да си го направи редот, не јас да му го налагам редот. И си дојдовме до одличен резултат. Си станува во 7:30, си презаспива во 11, па во 4, па си се бањаме во 6, па во 7:30 повторно се спие. И така целиот тој ред сам си го направи. За воведувањето на исхрана, само прибрав некои информации што смее да се даде од 6 месеци, нели, има и продукти, например цитрусности. Така, што треба да се воведат после прва година, така? Така. И една по една си ја пробуваме. Нема, нели, ред, некој бебе му се допаѓа нешто, некој не. Сака зеленчук? Зеленчук сакам многу и тоа е чудното што сите ми велеа, еве доказ за дека сите бебиња се различни. Прво давите ги зеленчуците, бидејќи ако проба овошје, тоа е сладко, убаво, потоа нема ви јаде зеленчук. Ние малку обратно, не е толку голем љубител на овошните кашички, ако ги јаде, зеленчуковите без проблем. Значи, еве баш вчера пробавме спанаќ. Така. Си зате добра количина. Одлично. Да. Браво. А вие имате време сега да вежбате, наоѓате време за себе, за социјален живот, за пријатели, за некое кафенце? Од време на време, кога беше поубаво временцето, шетавме доста, така? Се излегувавме на кафенце, се видиме со пријатели, многу сега социјален живот, бидејќи сум сама, немам каде да го оставам, немам. Така? Еве оваа фотографија која што говори колку добро ви изгледате, а и вашиот начин да исхрана, може да прокоментираме. Вежбате за да изгледате вака? Моментално 6 месеци после породување, морам да нагласам. Со царски рез, не смее да се вежба. Јога вежбам... Ја бе фасцинирана кога видов фотографијата. Фотографијата од пред неколку дена. Јога вежбам константно, а за некои поголеми фитнес и потешки вежби имам дете од 9 кила и со него вежбам целодневно. Видете, ова е да не се лажеме, значи повторно да не некои, да речеме, женички во 6-тиот месец да не се почувствуваат било како незгодно. Оваа фотографија, мислам, ова е подлога од 20 години вежбање, не е преку ноќ. Така да сите оние што качиле некој килограм плюс во текот на бременоста се е решливо, треба барем една година да се соземе телото, да не се шокираат и да не очекуваат сите дека вака треба да изгледаат. Треба да се има подлога пред Но и внимавате на исхраната, еве можевме таму да видиме неколку рецепти. Јас
одвоив едно кој што ми изгледаше многу вкусно. Така. Во блендер ставате 2 авокада, една Така. шака свеж босилек, неколку лукчиња, 5 лажици маслиново масло, 2 лажици цеден лимон, хималајска сол и малку бибер. Добиениот сос го мешате со сварена интегрална паста и декорирате по желба. Сакате да готвите? Сакам многу да готвам, особено веганска исхрана. Па и сега до некаде вегетаријанска, супругот кај покрај мене мора да биде вегетаријанец, бидејќи ја не готвам месо, кога сам си јадам месо. Гледам да е здраво пред Така. се и за мене, а нели преку мене и за бебето, но Така. и тоа е една навика што јас ја имам од пред бременоста. Почитувам здрава исхрана, почитувам органска исхрана, нели мора малку да внимаваме сега со сите воведувања на химикали во исхраната, нели така налага современиот начин и брз начин на живење. Одвојувам доволно време за да се посветам на готвењето. Сакам вака кога има некој брз специјалитет здрав, го споделувам ете како што виде на мојот Инстаграм профил. Слободно која мајка сака да види нешто брзо а здраво може да го посети профилот за ем да е здраво, ем да е брзо, бидејќи нема многу време да зимам сега да направам некој рецепт од 2 часа готвење. Така. Бракот го склучивте во текот на бременоста, но свадбената церемонија, односно свадбата, ја направивте откако станавте родители и Така. Ијан беше гостин на вашата свадба и ве можеме да го погледнеме и видеото. Има едно прекрасно видео од тој момент. Може. Како се случи сето тоа, еден таков распоред? Оддалеченоста беше причина за тоа? Оддалеченоста беше причина, бидејќи Дејан беше во Тунис и тоа стануваше. Ијан се роди во мај, Дејан беше во Тунис скоро почетокот на јули. Мораше да дојде овде на неколку дена да го склопиме бракот писмено во матично за Ијан да се роди во брачна заедница, бидејќи нели потоа е малку потежок процесот на признавање и слично. Но за свадбената церемонија моравме да ја оставиме за потоа кога ќе се врати Дејан и беше во овој септември, каде што Ијан беше веќе скоро 4 месеци присутен, но заспан. Да. Самото видео што го снимавме, што може да го видите, е од свадбената церемонија, па моравме уште еден ден да се активираме, бидејќи он спиеше вечерта. Да, за да го разбудите. Во Охрид, така да кадрите со Ијан се снимени друг ден. Така. Но сепак сакавме да е присутен и да се има еден ваков спомен дека во тој период и тој бил на нашата свадба, да може на своето братче или сестриче да се фали дека јас бев на свадбата. Значи планирате проширување на семејството, тоа е во план? Сега за сега можеби не, но во иднина секако да. Што е со местото за живење? Скопје останува централно место, ќе биде вашиот дом, бидејќи вашиот сопруг постојано патува, размислувате ли? Еве, можеби ако живе во Тунис да го следите, да се преселите таму или пак не знам сега во Битола. Со спортисти таков е животот, значи јас тоа бев спремна и го знам. Сега за сега сме лоцирани во Скопје, овде живееме бидејќи и нели овде сум и вработена, овде работам, овде живеам, овде и Ијан роден, овде имам помош околу да се снајдам и додека идем во Битола, додека е во ваква блиска релација, може да доаѓа викенди, јас да одам и сега додека сум на породилно боледување, ќе останеме во Скопје, но понатаму сега ако е во друга држава е малку покомплицирано и потешко. Он додека беше во Тунис, јас бев таму, но на недела 2, нели, не може ради работата да се преселиме. Здравје, некако животот со спортист е таков, пак ќе кажам да живеете од денес за утре и плановите се прават од денес за утре. Не можеме да знаеме и да планираме како ќе биде. Тие дознаваат каде ќе играат следната сезона, буквално можеби и на 2 дена пред да заминат. Така беше со Тунис. Значи во среда му се јавија дека треба да потпише договор за Тунис, во петок веќе леташе за Тунис. Така, животот е впрочем полн со предизвици, па зошто да не се справиме со ваквите предизвици. Делува шокантно, бидејќи прво играше во Скопје, кога ние се запознавме, започнавме нашата врска и кога ми кажа дека треба да продолжи да игра во друг град, за мене тоа беше комплетен шок. Како и се продолжи врската. Но сега толку се навикнавме така да и кога ми рече во Тунис ќе се селам, ми беше како да, добро.
сосема мирно и спокојно се прифаќа тоа, бидејќи си спремен на тоа што веќе си го поминал. Така. Ви благодарам што бевте дел од 0N+, што со гледачите споделивте вашата родителска приказна. Ви благодарам. Се гледаме во некоја друга пригода. Секако. Ви благодарам што бевте дел од 0N+, се гледаме повторно утре од 12 до 12:30 во рамки на утринската на Телма. Пријатно.